Денеска во општина Куманово имавме можност да ја презентираме новата индустријска развојна зона Новини и Речици пред стопанственици, членови на Сојузот на стопански комори на Македонија. Воедно се заблагодарувам на присуството на председателот на комората, господја Данела Арсовска, и нејзините соработници, подпредседатели на комората и голем број на членови на бизнис заедницата. Нашата цел како град е да го развиваме стопанството и да дадеме еднакви можности за инвестиции во кумановското стопанство и на домашните првенствено и на странските инвеститори. А јас како градоначалник имам намера да се борам за секој едно вработување повеќе, бидејќи од суштинско значење за нашите граѓани и нашиот град. Сметаме дека во рамки на ваквите квалитетни презентации ќе успееме да изнајдеме реални инвеститори од реалниот сектор да инвестираат во нашиот град, а тоа ќе значи не само за нас како општина, туку и за државата. Зоната се наоѓа на одлична локација, два меѓународни коридора, Е75, коридорот 8, коридорот 10, и верувам дека во иднина овде на вистина ќе никне и ќе се развие мало, средно стопанство во делот на лесна и незагадувачка индустрија, дополнителен број на хотелски капацитети и секако големи трговски единици и шопинг центри. Посакувам успех првенствено на сите бизнисмени кои што денеска земаа учество во делот на нивните активности и нивната работа, а вратата на Куманово е секогаш отворена за сите. И воедно, уште еднаш се заблагодарувам на представниците на Сојузот на стопански комори на Македонија. Ви благодарам. Дали имате прашање? Јас имам номинатната аукција која што имаше надавање, имаше странски заинтересирани компании, пред се од Италија и некои земји од соседството. Дали сега и пројавија интерес таквите бизнисмени од други региони, освен од нашата држава? Општина Куманово има и организирано јавно надавање за оваа индустријска зона само еднаш, и тоа мислам дека е пред повеќе од 7 години. Од тогаш нааму, ова ќе биде првото јавно надавање за оваа индустријска зона, на која што ќе добијат можност да се вклучат сите правни субјекти кои што ги исполнуваат условите. Имаше разговори и преговори со повеќе стопански субјекти и организации и од домашната бизнис заедница, но и од странството. А впрочем, на крајот на месецот ќе оди јавното надавање и ќе видиме кој активно ќе се вклучи. Пред оваа презентација одржавме онлайн презентација со представници на сите дипломатски конзуларни представништва во државата. Упативме покана до сите стопански комори во државата и голем број на правни субјекти. Успешно беше реализирана. Ова е втора презентација поред. Веќе на третата ќе одиме директно со јавно надавање за парцелите. На Куманово му се потребни реални инвеститори.